Вчера кога сум ја правил презентацијата, веројатно сум бил гладен, беше са бајле, пред да биде готова скарата и уште викате тако школо, сум лапнал една буква. Да. Но верувам дека можете да сватите зашто се работи во вистинското време, на вистинското место. Тоа е една фраза што се користи често и обично значењето за луѓето во светот на ова фраза е имаше среќа, нели? Се совпаднале околностите, случајните околности, среќни околности, така се совпаднале работите. Се ние кои веруваме во Бог, знаеме дека нема ништо случајно, нема среќа, нема такво нешто. Знаеме дека Бог е оној кој ги води нештата. Тој ги комбинира околностите за да бидеме на правилното место во правилното време. Тоа значи дека не веруваме дека тоа се случува, напротив, за оние кои го следат Духот, оние кои живеат по Духот, тие секогаш се на правилното место во правилното време. И книгата Поговорки, која говори за мудроста, за мудриот човек, третата глава во целина ја има таа идеја, тоа е темата, и ако можеме да сумираме, е дека оние луѓе кои, или мудрите луѓе, кои се надеваат на Господа со сето свое срце и не се подпираат на собствената мудрост, тој ги прави правилни да бидат нивните патишта или прави да бидат нивните патишта. Се многу пати, иако го следиме Бог, се надеваме на Него, се доверуваме и тој не води по правите патеки, тие може да изгледат многу криви. Тоест да изгледат нелогични, иако се прави. И дури во таквите ситуации, кога околностите не изгледаат нелогични, дури во ситуациите кога исполнувањето на Божјото Слово не изгледа безсмислено, тоест би било така пологично се подпреме некоја своја мудрост, и во таквите ситуации треба да го избереме Божиот пат, бидејќи Бог е семудриот. Една таква слична ситуација имаме во овој текст што го разгледуваме од 8 глава, втората половина. Сеќавате минатиот пат го разгледавме служењето на Филип во Самарија, откако почнува гонењето во Ерусалим, црквата расте еден период во Ерусалим, се додаваат нови христијани, следбеници на Христос, меѓутоа во еден момент почнува гонење. Стефан е убиен, гонењето е предводено од еден друг еленизиран јудеин, Савле. Христијаните, еленизираните јудеи кои се во Ерусалим, се излегуваат од Ерусалим и во различните провинции на Римската империја го носат Евангелието за Христос, а Филип, благовестителот, оди во Самарија и има многу успешна служба. Видовме минатиот пат како, проповедајќи го Евангелието за Христос, ги избавува некако луѓето кои и млади и стари пишува, го слушаат Симон Магот, еден магиосник кој ги води во темнината и доаѓа Филип, го проповеда Евангелието, луѓето поверува масовно, почнуваат да веруваат во Христос, се крштаваат, неговата проповед е подкрепена од чудеса, кои ги надминуваат чудата на Симон, дури и тој е восхитен, и тој решава да тргне по Филип. Успешна служба, во секој случај. Се додаваат нови верници кон Христовото тело и во еден таков момент доаѓа еден ангел Господов и му вели на Филип, сега стани и тргни кон Газа на југ, по патот што води кон југ, кон Газа, кој е пуст. Или, ако сакаме така народски да го преведеме, му вели сега оди таму каде што не пее живо пиле, каде што нема никој, во пустината. И тоа е многу нелогична заповед. Делото расте е успешно во Самарија, нови цркви се основаат. Самарија е зрела за духовна жетва
Има луѓе кои имаат потреба, многу христијани кои имаат потреба од духовно учеништво, од водење по вистинскиот пат. Да, дојдоа Петар и Јован, меѓутоа набрзо се заминаа повторно во Ерусалим. И оваа заповед што ја дава овдека ангел од Господов, тоест оваа Божја заповед, како да нема смисла, сите околности, како да велат, ова е безсмислено сега. Успешна служба во Самарија и Бог вели сега ќе одиш таму каде што нема никој. По еден пуст пат во пустината. Меѓутоа, Филип воопшто не се двоуми, немаме во текстот некакви сигнали дека Филип сега се ама добро, има ли смисла тоа, тргнува. И тоа е мудроста. Духовната мудрост, тоа е мудар човек во Господа. Тој самиот е опишан, е представен како мудар човек во 6 глава, мудар и полн со духот. И како човек кој е полн со духот, го следи духот. И кога вели Божјата заповед, кога словото доаѓа преку ангелот и кажува оди, тој не се двоуми, не се потпира на својата мудрост, туку тргнува. Зашто Бог е тој кој знае се, Бог е тој кој е најмудриот. Неговиот план е совршен и тој не води. И Филип знае, дури и ако реши да не се покори, Бог на крајот пак ќе си го оствари својот план. Тој секогаш ќе остварува својата воља. И иако има области, еве како оваа, например, во која тој оди во неизвестност, никогаш Божите патишта од Божја гледна точка не се неизвестни. Тие секогаш се познати за Бог, зашто тој однапред ги подготвува патиштата, таму кај што нема пат, тој ќе направи, тој веќе направил пат, и таму обезбедува се што е потребно да се изврши неговата воља. Филип не го знае тоа, но тука натаму ние ќе гледаме како навистина Бог ги прави тие работи. Ги води луѓето на вистинското место во вистинското време. И уште на почетокот рековме во првото изучување, книгата наречена Дела на апостолите било поправилно да се нарече книгата Делата на Светиот Дух, бидејќи Светиот Дух е главната личност во оваа книга. Книгата Дела на апостолите ни открива црква, ни открива христијани кои се доверуваат на Духот, кои се доверуваат на Божјото Слово. Кога доаѓа зборот Бог, тие без колебање го извршуваат. И тоа е начинот на кој треба да работи една црква. Треба да биде водена од Словото на Бог, не од човечките стратегии, не од човечките проекти, не од човечката мудрост, туку од Словото на Бог. Дури кога тоа изгледа нелогично во конкретната ситуација, и треба да бидеме водени од Словото на Бог. Оној кој ги поттикнуваше апостолите или служителите во книгата Дела, оној кој ги водеше, оној кој отвараше врати, беше Светиот Дух. Се што ќе направеше некој, го правеше воден од Светиот Дух. И тоа значи некој да биде всушност полн со Светиот Дух, да биде воден од него. Во многу ситуации, не знам овдека Филип колку разбирал што Бог бара навистина од него, зошто ќе треба да оди сега по тој пуст пат, многу пати не знаеме што ќе се случува, но Бог не бара да знаеме. Бог бара да бидеме послушни. И кога му рече на Филип сега излезе од Самарија и тргне по тој пат, тоа е пат на околу 150 км југозападно од Ерусалим, во пустина, што нема луѓе, Филип тргнува. И што се случува? Бог го води на вистинското место, во вистинското време. Значи, тргнува кон Газа. Газа е древен град, древен филистимски град, она југозападно крајбрежје на Средоземното море, центар на тие крајбрежни градови. Тој пат по кој оди Филип е пат кој ја минува, пресечува пустината.
Тоа е пат кој ја поврзува Азија и Африка. И по тој пат наеднаш здогледува таму некаде кочија. Овде е напишено дека има кочи, некој што седи во кочијата, некој етиопјанец, евнух. Меѓутоа, имајќи во предвид функцијата што ја извршува, очигледно тоа бил некој караван. Имало придружба, бидејќи евнухот или етиопјанецот е представен како благајник, оној што ги чува парите на етиописката царица Кандакија. А во тоа време Етиопија не е како денешната Етиопија. Во тоа време Етиопија била голема територија, големо царство, мокно, познато царство, од Асуец во Египет до Судан. Мокно царство, силно царство, што значи дека овој човек, етиопјанецот, бил министер за финансии на една огромна империја. Мокен човек, влијателен човек. Тоа што бил евнух, не е невообичаено на таква позиција. Царевите, они што биле на власт, се доверувале повеќе на такви луѓе, бидејќи евнусите немале жени, немале деца, тоест не биле склони како останатите службите да ги употребуваат за семејни, за лични цели. Биле подоверливи. И затоа ставале на такви позиции такви луѓе како овој евнух. Во секој случај, интересен е овој човек, многу работи што ги открива текстот, образован е, нормално за таква позиција треба да има образование, знае да чита и тоа од цитатот што го дава 31-32 стих Лука, очигледно го читал елинскиот превод на Стариот Завет, Септуагинтата. Го познавал тој јазик, било потребно за неговата функција да остварува врски, дипломатски и секакви, со околните народи, а тој бил службениот јазикот на администрацијата, на трговијата, на бизнесот и така натаму. И овде гледаме нешто за неговиот духовен интерес. Тој се враќа од Ерусалим, каде што бил на поклонение. Тоест, на поклонение се оди на некој од празниците. Најблискиот празник до тој момент се Пасха и Педесетница. Значи дека бил таму некаде околу Пасха или Педесетница. Што значи дека е преобратен, прозелитизиран јудеин, тоест од етиопјанин, од паган, станува евреин. Го прима јудеизмот. Во духовен, во верски, религиозен поглед, станува јудаист. И како јудаист, прозелитизиран, тој го исполнува законот и оди на поклонение во Ерусалим. Не знаеме што видел таму, можеме да предпоставиме. Бидејќи јудаизмот во тоа време, во времето на Христос, е една многу силно формализирана, традиционализирана, номинална религија, во кој што главното е вршењето на ритуалите, да се принесе жртва, а во сето тоа многу тргови, многу пари. Знаеме нели Христос што направи во храмот кога отиде. Тој човек отишол во Ерусалим за да принесе жртва. Тоа е дел од поклонението на евреите. Тоа значи да оди на поклонение во Ерусалим. Влегол во храмот, во дворот, многу трговци, многу во алчност, она што Христос го кажува, а пак од друга страна свештенство, фарисејство, садукејство, зилотизам, една целосно фракционерство и духовно и политичко. Тоест фракции, партии кои не се сакат меѓу себе. Тоа е сликата во Ерусалим во тоа време. А човекот ја прифаќа верата во Јахве, во единствениот Бог и оди во Ерусалим. И назгора на сето тоа, тоа е евнух. И според Второзаконие 23 глава, евнуси не можат да влезат во храмот. Евнусите си стоят таму далеко во дворот на безбожниците и оддалеко се поклонува на Бог. Тој човек со сигурност имал врски, контакти со евреи. Имало, според
историјата што ја дава Јосиф Флави, во Етиопија група евреи, трговци кои живееле таму и го ширеле јудаизмот во Етиопија. И веројатно тој човек така стигнува до верата. Гледаме дека им го чита и Стариот Завет. Човек кој се доверил, кој се откажал од многобожството и го прифатил јудаизмот, тоест верата во Јахве. И оди во Ерусалим, не знам дали остало импресионирано тоа што го видел таму, но во секој случај таа посета е чекор кон верата, кон Евангелието, кон добрата вест за Христос. Не била залудна. Во никој случај не била залудна. Ова ме подсетува случај со еден друг случај, со еден друг човек ентузиазиран, така во верата, кој не можел да го најде својот духовен мир, кој живеел со немир во срцето, еден млад монах од Августинскиот орден, кој по препорака на неговиот духовен наставник оди во Рим на поклонение за да најде мир во душата. Не станува збор за Мартин Лутер. И оди во Рим и кога влегува, паѓа на колена и вели: здраво, свет Рим. Меѓутоа, кога оди таму, се разочарува. Не само што не наоѓа мир во душата, туку напротив, немирот уште повеќе се зголемува. Гледа една корумпирана црква, едно неморално свештенство, трговија, алчност. Меѓутоа, таа посета за Лутер не е залудна, бидејќи осознава со таа посета дека спасението не е во институцијата, не е во обредите, треба да се бара во Словото. И нешто слично имаме овде. Дека тој човек, етиопијанецот, се враќа од Ерусалим, видел таму што видел, од јудаизмот, и сега кога се враќа, има копнеш за Словото. Тоа е важното. Во моментот кога се случува средбата, ние гледаме дека тој ја чита Библијата, го чита Стариот Завет. Има манускрипта, има копија од Исаја. Може би имали од други книги, јуто ја чита Исаја. Но во тоа време да се има копија од Стариот Завет, да се има манускрипта, не било воопшто мала работа. Не се печателе во печатници тие копии, туку биле пишувани на рака на пергамент од овча кожа или на папирус, на хартија или папирус, но да се изработи тоа требало време, требало многу труд и затоа биле искапи и ги немало многу таквите копии. Така, овој човек очигледно имал голем копнеш за Словото, за да располага со таков манускрипт, не знам дали било папирус или пергамент, платил многу пари, секој случај. И по патот од Ерусалим, враќајќи се дома, чита, и тоа не случајно, овде кога го гледаме текстот од Исаја 53 глава. Токму оној текст кој побива, тоест кој е на цел контраст со сликата во Ерусалим, во храмот, со целиот комерцијализам, алчност и така натаму. И невозможност да се стигне до Бог. Тој оддалеку се поклонува на Бог, како евнух. И тука имаме еден текст од Исаја 53 глава, за оној кој беше на крстот, да го отвори патот до Бог. Оној кој беше мачен, страдаше, умре, за ние да имаме, да се задоволи оној копнеш за Бог во срцето, вистински да се задоволи копнежот. Очигледно човекот го имал тој копнеш. Не знам колку го задоволил во Ерусалим, меѓутоа овдека чита текст, му доаѓа човек, е во околн, се совпаѓаат сите работи, за да го најде она што го бара во јудаизмот. Тој состанок меѓу Филип и етиопјанот по пустината таму некаде, по тој пуст пат, воопшто не е случаен, гледаме, тој е божествен состанок. Бог го договара, без да знаат и двајцата, и го остварува состанокот. И знаете ли што? Сите ние сме поминале низ Божја изрежирано сценарио за доаѓање до вистината. Кај некој тоа поочигледно, кај некој не е толку очигледно,
меѓутоа Бог ги планирал, ги организирал околности да се најдеме на вистинското време, во вистинското место. Јас да се најдам пред 30 на години, веќе не знам колку поминаа, 27 години, на вистинското место, со вистинските луѓе, ние неколку другари од Струмица, со една група од Бугарија и да го слушнеме Евангелието. Со секој е така. Бог ги направил работите да се најде таму на вистинското време, во вистинското место. И тоа очигледно, кај некој повеќе, јас тука пак една личност ке спомнам од историјата на црквата, која во тој поглед е репрезентативна за младиот адвокат, правник Августин, кој го поминувал детство, ја поминувал младоста во разврат, во неморал, но во еден момент се одвратил од сето тоа и почнал да бара задоволување на внатрешниот духовен копнеж. И отешол во манихејството, една персиска, христијанска, аскетска ерес, не нашол таму задоволување, мир, почнал да работи како адвокат од Картаген, кај што е моје родното место, оди во Рим, па потоа решива да оди во Милано. И таму Бог го упатува на едно место, седи на една клупа и во еден момент од соседниот двор слуша еден детски глас кој пее и повторува рефрен "Отвори и читај". Отвори и читај, и во еден момент тој вели "Ај, ќе отворам читај". Ја земам Библијата случајно и му паѓа погледот на еден текст од Римјаните 13 глава, 13-14 стих, да живееме пристојно, како дења не во срамни гоштевки и пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист. Туку облечете се во Господ Исус Христос и грижата за телото не претворајте ја во страст. И тој стих, тој момент е клучниот во кој Августин прекинува со таа потрага и се предава на Христос. Иако е одгледан во христијанско семејство, мајка му, баба му биле христијани, тој се отргнува, оди во различни патешествија и на крајот Бог го носи на тоа место во соседството да има дете кој се игра, тоа било игра, детска игра во кој се пее тој рефрен. И точно во тој момент, кога се моли, Августин веќе е очаен, не може да најде мир, се совпаѓаат околностите. И истиот тој случај го гледаме тука Светиот пијаницот. Чита, доаѓа до еден текст кој очигледно многу импресионира. Так создава кај него голем интерес сега. Кој е тој за кого пишува, за кого што ги пишува овие работи? Бог. Кој е тој слуга, страдалник, кој беше мачен, понижуван, тепан, како јагне на колење? И чита на глас. Кога поминува Филип, и тоа го привлекува вниманието на Филип. И сега, тоа што читал на глас не е случајно, не е невообичаено. Во древноста, кога некој ќе земе да чита нешто, читал на глас. Тоа било вообичаеното читање. И убаво е така, бидејќи во древноста немало многу писмени луѓе, немало многу книги, и кога некој ќе седне некаде на плоштад и ќе отвори нешто да чита, книга, поезија, што иде, тој читал на глас, за може и другите да слушнат. Тоа било реткост. Немало мобилни, немало Фейсбук, немало други, немало книги на располагање, немало музика да се стават на ушите, слушалки. И кога некој ќе може да чита, се собирале луѓе и слушале. И така, и тој човек чита на глас. Интересно е, например, денес, ретко тоа може да се случи, но во автобус некој човек да отвори книга. Не сум видел одамна во автобус некој да чита, сите се на мобилните, си ги отвараат фейсбуците и да почне да чита на глас. Не знам каков впечаток ќе остави, например, некоја песна, поезија. Би било навистина многу интересно. Дали би го привлекол вниманието на луѓето, за да си ги кренат главите од телефоните и да почнат да слушат некоја убава поезија, например. Да, пее, да, така. И слуша Филип
И оди и го прашува, а ти го разбереш ли ова што го читаш? И тоа му вели, како ќе разберам ако некој не ми објасни? И овде как ние гледаме скромност кај овој човек. Скромност која доаѓа од неговата желба да разбере, да го разбере Словото на Бог. Сепак станува збор за висок функционер, многу висок функционер. А му доаѓа еден човек кој е патувачки проповедник, кој немал ништо со себе, може би по парта ли бил, не знам. Но патувачките проповедници не носели со себе богатства, немал кочија, немал придружба. И овој човек на висока позиција му вели на овој патник, дојди седни покрај мене и објаснувај ми. Што е навистина исклучителна скромност. А таа скромност доаѓа од желбата да се покори на Словото, да се смири пред Словото. Калвин, кој го коментира овој текст од Светото писмо, прави споредба со учените луѓе во неговото време, кои ги нарекува надуени глави. Вакви кои имаат надуени големи глави, се сметаат за многу образовани, меѓутоа причината поради која Библијата не се разбира, тој говори за неговото време, поради која луѓето не го познаваат Словото на Бог, е гордоста. Бидејќи тие се сметаат за многу образовани и не сакат да бидат учени на Словото на Бог. Зашто ако се согласат да бидат учени, тие ќе признаат дека не знаат и тогаш ќе бидат понижени. Ама и тоа е вистината. Ти за да го сватиш Словото, ти треба да се понижиш. Тоест да бидеш спремен, да бидеш учен од Словото. Да се смириш пред Божјото Слово. Човек кој не сака да се смири, кој мисли дека знае се и кој ќе каже ти ли мене ќе ме учиш, нема да биде научен никогаш на Словото на Бог. Зашто има надуена глава од гордоста. И вели Калвин, гордоста е причината поради која луѓето не ја познаваат Библијата. Не сакат да бидат учени на Словото. Ама тоа проблемот и денес. Ти ги напишеш некој текст библиски и одмah ќе почне тоа нешто многу знаат, атеисти по своето предало атеисти и ќе почнат веднаш. Ти мене ќе ми кажеш, ти мене ќе ми учиш. Па може и етиопијанецот да му кажа, ти мене ќе ми учиш, јас толку образован, а ти доаѓаш од некада таму, дури немаш ни придружба, ќе ме учиш. Не, смиреност, понизност. Така човек може да го свати Слово тако. Смирено дојде и сака да биде учен од тоа Слово. И така, се седнува Филип и почнува да го објаснува текстот, кој нели е опишан овдека. Да, Исаја од 53 глава, страдалникот, слугата страдалник, кој е мачен, посрамуван, понижен, прободен, прекршен заради нашите гревови. И овдека сосема нормално, читајќи у тој текст, го прашува етиопијанецот, добро, кој е овој? За кого пишува? За себе ли пишува Исаја? Епа се уште на почетокот Исаја се представува каков уште во почетните стихови, дека тоа е со нечиста уста, дека тој не може да биде тоа. Како и да е. Но знаете што ми е интересно овдека? Интересно е дека тој човек се враќа од Ерусалим и бил на празник во Ерусалим, на поклонение. И таму во Ерусалим не разбрал за кого станува збор. Меѓутоа, тоа е човек кој е вклучен во јудаизмот. И тука ни кажа колку јудаизмот, иако тие настани овдека што ги опишува Исаја, веќе се случиле во Ерусалим и не толку одамна. Тие се се уште свежи. Но тој оди на поклонение, оди во храмот, пренесува жртва и ништо не разбира за Христос. Интересно, колку човек може да биде близу до, да кажеме, до вистината, до поклонението и пак да не го открие. И тоа кажа како јудаизмот кој не очекува воопшто дека ќе дојде Месијата, и Месијата веќе дојде, пострада, но храмот, луѓето, јудеите продолжуваат со својата традиција, продолжуваат со своите жртви. Далеку
од тоа што се случило е тука, до нив, од жртвата на Христос. Меѓутоа, пак ќе кажам, етиопјанецот бара, сака да знае. Го прашува кој е тој. И од овој момент пишува, Филип ја отвори устата своја, започнувајќи да му објаснува од тоа место во писмото, тоест да му кажува за страдалникот кој е тој, како пострада, зошто пострада и така натаму, и да му благовести за Исус. Сега, тоа е благовести. Се среќава таа фраза, тоест да го употребува Евангелието или добрата вест за Христос. Да ги кажува добрите вести за Христос. А кои се добрите вести? Спротивното на онаа што тој го виде во Ерусалим. Во Ерусалим тој отишол, влегол во храмот, платил пари, тоа прилично пари, да принесе жртва за своите греови, а овде дека благата вест или добрата вест е дека Христос сето тоа го направи за нашето спасение. И тоа по благодат, бесплатно. Ти си спасен во Христос, го вели Филип. И сето тоа е бесплатно. Нема потреба, да, Стариот Завет говори за жртвите, дека нема простување без крв. Сето тоа е така. Меѓутоа, Христос е таа жртва бесплатна, која се принесе за нас. И нема потреба сега да одиш во храмот да даваш пари, за да имаш простување на гревовите. Поверувај и ќе бидеш спасен. И сега, тука има еден текст понатамо кој следи во 56 глава. Етиопјанецот, навикат на јудаизам, може би, предпоставувам, си кажал, добро, ама тоа е за евреите, јас сум тугинец. И не само тугинец, јас сум евнух, кој нема право да влезе во храмот. И за мене ли важи таа добра вест? Верувам дека Филип му свртал уште еден лист, тоест го растргнал малку повеќе папирусот или пергаментот, во 56 глава, првите стихови, каде што пишува Бог, синот на тугинецот кој се присоединил кон Господ, да не вели Господ ме оддели од својот народ. И евнухот да не рече, еве, јас сум суво дрво. Зашто вака вели Господ за евнусите? Они што ги пазат моите саботи и го избираат она што ми е мене угодно. Они што цврсто се придржуваат за заветот мој, ним ќе им дадам во домот свој и во зидините своји место. И име подобро отколку на синовите и керките, ќе им дадам вечно име кој нема да биде истребено. Како се интересно совпаѓаат овие текстови во Исаја. Тоест, Филип му рекол, да, законот, јудаизмот те држи далеко, во Христос ти можеш да бидеш близу до Бог. Боже, бесплатно. Ето тоа бесплатно. И наеднаш, додека се движат, етиопјанецот вели, забележува вода и вели, еве вода, што пречи да се крстам. Од кај знае се етиопјанецот кога треба да се крсти? Сигурно, Филип му кажал се. И Христос, пред да се вознаси, не рече, кјојте меѓу сите народи, сите се тука вклучени. И тугинците, сите во Христовата жртва се спасени. Евреин, не евреин, нема евреин, нема не евреин, нема етиопјанец, нема елин. И даде заповед, они што ќе поверуваат, да бидат крстени. Не пропуштил тоа да му го каже. Иако патуваат во пустина, во пустина е тешко да се најде вода. Меѓутоа, Филип го кажува Евангелието како што е и оно што треба да го направи секој кој сака да стане негов следбеник, негов ученик. И му сигурно каже, ти треба сега да се крстиш. И во еден момент, во пустината, Бог обезбедува вода на вистинското место, во вистинското време. И тоа не само вода, вода доволно да се крсти тој човек. И вели, треба да се крстам, па вода, што ми пречи да се крстам. И од тука натаму, се развива пак она зошто, како, тоест кој може. Има тука еден додаток кој го нема во тие најдревни текстови. Ако веруваш од се срце, можеш. Ова е додаток некој малку подоцнежен. И тој одговор рече, верувам дека Исус Христос е Син Божи.
иако е додадено, тоа е во духот на евангелската вистина за крштевањето. Оној кој верува од се срце може да биде крстен. Тоест, ни покажува јасно дека крштевањето не спасува, крштевањето не е неопходно за спасение, меѓутоа е неопходно за секој кој што ќе поверува да стане вистински ученик, треба да се крсти. И од тие збори потоа што ги гледаме, некако да се потврдува она што и ние го прифаќаме како црква, крштевање со потопување, зашто тие влегоа во водата и излегоа од водата. Ако беше, например, само со попрскување или со поливање, можеше Филип доди, да земе во рацете и да полие над него, но тие влегоа и излегоа. И тоа говори за потопувањето кој на крајот на краиштата најсликовито го објаснува значењето на крштевањето, тоест нашето соединување во Христовата смрт преку потопувањето во водата, умирањето на стариот човек, умирањето за гревот и излегувањето од водата, тоест воскресението или раѓањето на новиот човек, кој сега живее за Христос. И етиопјанецот ја направи таа јавна исповед. Пред сите што беа таму, тој сигурно имал придружба. Имал луѓе кои биле дел од тој чин, како што вчера имавме ние крштевање, многу луѓе дојда од цела Македонија, од различни градови, од Штип, Струмица, Гостивар, Ресен, Битола, да присуствуваат на тој чин, јавен чин, свечен, во кој Даниела и Катја исповедаа јавно својата вера и ветија дека ќе бидат ученици кои ќе извршуваат Божјата воља и ќе го градат неговото царство. Тоа е крштевањето. Тој јавен завет кој се склучува свечно пред сите. И така, се случува крштевањето и таа средба, тој состанок што Бог го организира, завршува исто толку неочекувано, како што неочекувано и се случи. Духот Свети се симнува над Евнухот, а пак ангел Господов пак доаѓа и му веле сега од Газа, од Газа ќе одиш на север, ќе се насочиш кон Азот и од таму потоа ќе одиш и оди до Кесарија. Филип, благовестителот. Пак интересна разговор. Сега, новиот човек од Етиопија, туку што си најде, така да кажеме, сродна душа, верник во Христос. И најаш останува сам. Го нема оној што го довел до Христос. Меѓутоа, се оди радосен. Духот е, тој веќе е полн со духот, го направил оно радосниче на крштевањето и се оди радосно кон Етиопија. А пак Филип му вели духот и сега ќе одиш во Азот. Тоа е во филистимските земји, таму е и Кесарија, соседен град, и таму ќе служиш. Си мислам, немаш да биде по-логично да му каже сега ќе го придружиш етиопјанецот, тоа е голема, важна личност за таа голема територија Етиопија. Ти ќе го придружуваш, тој ќе го користи своето влијание како министер за финансии и ќе направите од Етиопија, земја на христијани. Духот му рече, сега ќе одиш таму во Азот и од таму потоа оди во Кесарија. Вие знаете ли што се случува? Интересна работа. И тоа покажува како Божјата работа е планирана, како тој ги предвидува однапред и ги води луѓето на вистинското место во вистинското време. Го гледаме Филип, благовестителот, кој оди потоа, значи Самарија веќе е освоена, така да кажеме, за Христос и Бог го изведува Филип од Самарија и го носи на тој пат, каде што се среќава со етиопјанецот. Етиопјанецот, според преданието потоа, станува благовестител во Етиопија. И многу луѓе поверувале во Етиопија благодарение на таа висока позиција што има етиопјанецот. Филип оди во филистимските земји, во Кесарија. И ние многу глави понатаму, или 20 години подоцна, во 21 глава,
Кога пак Павле мисионира, нели, низ Римската империја, враќајќи се кон Ерусалим, наминува во Кесарија и вели таму, утредента Павле, ние кои бевме со него, отпатувавме, дојдовме во Кесарија и таму влеговме во куќата на кој? На Филип, благовесникот кој беше еден од 7 ѓакони и останавме кај него. Филип останува како мисионер во Кесарија, во тие земји. 20 години подоцна тој е уште таму и служи. И знаете, интересна таа врска. Тука го гледаме како заради таа, нели, случајна, да кажеме, средба, не е случајна, од Бог испланирана меѓу Филип и етиопјанецот. Гледаме како сега Евангелијата оди во Африка преку етиопјанецот. И знаете дека Евангелијата во Африка стигнува 20 години пред да стигне во Македонија и во Европа, преку етиопјанецот. Се прави таа врска. Што рече Христос? Нели, ќе бидете моите сведоци од Ерусалим, Јудеја, Самарија до крајот на светот. Гледаме како се расплетува, како се одмотува тој план на Бог, тој сценарио што тој го има. И тоа како на случаен начин, но секогаш на правилното место, во правилното време. Оди во Африка Евангелието, оди во Кесарија и во филистимските земји, а пак во следната глава веќе ќе се сретнеме со Савле или Павле, кој ќе го расшири низ целата Римска империја. И 20 години подоцна ги гледаме во Кесарија заедно цела вечер Филип и Павле. Не знам како, што ли си збореле таа вечер. Сигурно имале многу сведоштва да си споделат. Меѓутоа, да треба да имаме предвид дека заради тој Савле Филип избега од Ерусалим. Тој Савле му го уби соработникот, ѓаконот со кој што заедно служија, Стефан. Тој Савле беше причината да се распрасне Евангелието. 20 години подоцна кога се вратиле назад во времето. Интересно е како било таа средба, цела вечер се збореле заедно. Они што биле непријатели пред 20 години. Сигурно си каже, колку е Бог мудар. Си мислевме сето тоа така се случува, неконтролирано, хаотично, но и како Бог се ги води, се ги подредува работите. Да. Така е со таков е животот кој е воден од Бог. Ништо нема случајно. Многу е непредвидлив животот со Бог, многу е неочекуван, меѓутоа е сигурен. Зашто знаеме дека во тие нелогичности, непредвидливи работи, Бог однапред си ги обезбедил сите нешта. Ако ние сме покорни на Духот, го следиме, одиме по Духот, го живееме според Словото, се покоруваме на Словото на Бог, тој ќе не води на вистинските места, во вистинското време и ќе ги врши работите што тој сака да ги врши. И ќе ги обезбеди работите. Ако треба во пустина да најде вода, и во пустината ќе извирне вода. Секогаш на вистинското време, вистинското место. Ја уште на случај тук интересен со Мартин Лојд Џојс, доктор Мартин Лојд Џојс, кој бил долго време проповедник во Вестминстерската капела. Некој човек тргнал да оди на црква со своето семејство таму, меѓутоа се оттргнал од верата, дури се развел од семејството, се одадал така на некој живот и во еден момент толку западнал во сите тие работи, што решил да си го одземе животот. И еден ден, една вечер тргнува кон Темза, кон некој мост, да заврши, нели, таму во реката се. И одејќи си рекол, а се ово време има служба, ај за последен пат да поминам од кај црква. И одам отшло порано, влегол во салата, се качил на галеријата и видел долу некој се моли, го забележал дека е овој проповедникот Лојд Џојс. А овој по обичај се молел секој пат пред да почне службата, сам доаѓал порано и се молел на глас како што се моли. Не знаејќи дека има некој. И почнал да се моли, Господи, се молам за сите тие паднати души кои живеат во очај, во безнадежност и кажал, нека прозорци
божествена светлина се насочат или се отворят во нивното срце. И таа фраза бил момент кога тој човек се покаял. Се вратил во семејството и станал служител на Бог. Тоа е случка што самиот Лојд Џонс ја пише во неговите коментари. И токму, нели, коментирајќи го овој текст од Словото, како Бог прави, нели, човек да дојде, ќе го поттекне да дојде на вистинското место, во вистинското време. И ние сме овдека, оваа утро, Бог го организираше овој состанок. Да бидеме на вистинското место, во вистинското време. И тој си има некаков план. Го направил тоа со цел. Може би некој со времето малку така станал неодговорен во дисциплината, во читањето, во молитвата, во службите. Но Бог го довел овдека со таа цел да го поттигне, да се охрабри, да се посвети повеќе. Може би некој во службата има потреба да се посвети повеќе. Може би некој има повеќе потреба да се увери во својата вера. Бог никој не го довел оваа утро на ова место, ете така, случајно, без цел. Може би некој треба да свати кај паднал, кај застанал и да се врати назад. Во секој случај, тој сака, како етиопјанинот, да се тргнеме назад радосни, разбирајќи ја Божјата намера, Божјата заповед, Божјата цел за нас. И покорувајќи се, а зашто е неопходно, понизност од нашата страна. Послушност на Неговото Слово. Нека Бог за секој од нас ова утро, веќе не утро, ова пладне, ја оствари Неговата волја на ова средба кој Тој ја организираше. Амин.